Се враќаме назад во студиото на Алфа телевизија и продолжуваме со оној разговор кој што ви го најави нашата Слободанка. Ке зборуваме за бенефитите или придобивките од ароматерапијата. Ова утро наша и ваша гостинка е Кристина Бошков, терапевт. Добро утро. Кристина или Тина, како може да те викам, ние се знаеме. Сти ни гостувала и овдека претходно во телевизија Алфа на сосема друга тема. Добро утро и добро ни дојде во утринската програма. Благодарам што ја прифати нашата покана. Ке зборуваме за ароматерапијата. Ке објасниме убаво што е ароматерапија, кои се придобивките. Меѓутоа, додека да дојдеме до придобивките и до тоа какви видови ароматерапија постојат, ке ни објасниш прво, ке ни кажеш од кога постои ароматерапијата. Предпоставувам дека од давнина луѓето сакале да се опуштаат, да можеби да ги прифаќаат предизвиците во животот на малку полесен начин. Еве еден историјат од кога постои ароматерапијата. Добро утро, Ирена. Добро утро на сите гледачи. Мене ми е чест и задоволство што повторно се гледаме, што повторно сме во оваа преубава просторија да позборуваме за преубава тема. Благодарам, добро ме најдов и искрено секогаш ми е чест и задоволство да си правам муавет со тебе на било која тема. Благодарам. Инаку да, ароматерапијата, некои автори, постоењето на ароматерапијата го поврзуваат со првата дестилација на етеричните масла. Тоа било уште во 10 век и го воспоставено од арапскиот филозоф и лекар Авицена, додека самиот збор, односно термин ароматерапија, најпрво се појавува негде 1937 година во Франција, односно тоа му доаѓа, прва половина од 20 век. Го открива францускиот хемичар, всушност човекот, Рене, истражувал за етерични масла и за нивното дејство, имал изгореница на раката, случајно ставал лаванда, етерично масло од лаванда и гледа дека има придобив. Така да, од тогаш постои ароматерапија како термин. Али претходно, мислам, сите ние сме свесни дека луѓето во минатото од древните цивилизации, како што се, не знам, Египет, Рим и грците си користеле. Порано тие гледале да си го подобрат, ги користеле тие лековити растенија за да си го подобрат својот живот. Односно квалитетот на живот, да си го подобрат животниот простор, својата животна средина. И тие ароматерапијата ја користеле повеќе како бањи, како масажи, за да се опуштат и да се излечат на некој начин. Така да од тогаш постои тоа, мислам, терминот како ароматерапија и повеќе било како бањи до сега, пример, многу изменато. Сега е повеќе, мислам, акцентот е повеќе ставен на масажи. Така. Значи, сепак датира од давнина, од древните цивилизации, споменавте од стариот Рим, од Египет, предпоставувам и кинезите, од кинеската цивилизација. И доаѓа, значи, до ден денеска, кажавте 1937, мислам дека година беше, од кога се користи терминот ароматерапија. Значи, што денеска значи модерната ароматерапија и има ли можеби нешто од минатото што се провлекува до ден денес? Така, ароматерапија всушност значи контролирано и правилно дозирање и употреба на етерични масла со цел да подобриме, односно превенција и подобрување на психофизичкото здравје на нашиот клиент. Сега, за разлика од порано, денес сето е многу модернизирано и конкретно, пример, кога се одржува еден пред да се одржува еден ароматерапија третман, без разлика дали ќе биде на лице или на тело, секогаш се прави консултација, односно муабет разговор измеѓу клиентот и терапевтот. За да се следува подготовка. Да, од индивидуалните потреби на клиентот зависи кое масло ќе се користи, односно која мешавина од етерични масла ќе се користат и најбитно според мене дозата. Сега, јас сакам да кажам, бидејќи доаѓате од Енерги студио, сакам да повикам двајца гледачи. Ке доделиме за двајца гледачи кои што ќе ни се вклучат директно овде во програмата, со име и презиме, само е доволно. И ке се јавите во Енерги студио, ке кажете на крај број на телефон, каде што ке може да си користите, ке доделите 2 ваучери за ароматерапија. Сега, кажавме, значи, што е ароматерапијата, меѓутоа не објаснивме какви видови на ароматерапија постојат. Постои посебна терапија за лице и посебна терапија за
тело, така? Да. Има повеќе форми на ароматерапија и формите на ароматерапијата се одредуваат според начинот на кој се аплицира. Сега тоа може да биде топична, односно кога се аплицира маслото преку кожа. Само што морам да напоменам дека не смее да се аплицира директно, мора да биде измешано, односно разредено со базно масло. Се аплицира тоа нели преку масажа, односно може да биде на тело, може да биде на лице. Исто така имаме апликација преку инхалација, односно вдишување. Тоа е преку респираторниот тракт и последната форма е преку миризливи бањи. Односно, нели, во топла бања се ставаат неколку капки, чисто за да се добие мирис. И тоа се смети исто така за ароматерапија. И мој совет е секогаш кога ќе ме прашаат, можам ли јас дома да си направам ароматерапија клиентите, да, секогаш им препорачувам да си го прават тоа како купка, односно како бања, да си капнат неколку капки, една или две масленца, од масленцето во топлата бања и тоа да биде тоа. Не многу е битно затоа што треба да биде правилно дозирано. Тоа ќе го направи само терапевт. Некои масла се премногу јаки, премногу силни, како што е пример јасминот, и доволно е во 100 мл производ да се стави 1 до 2 капки. Не смее повеќе. Што би се случило ако се претера со дозирањето? Па не е во ред. Тие влегуваат по 20 на минути, навлегуваат во крвотокот. Така да не е во ред да се претера. Затоа секогаш кажувам, може сите имаат ароматерапија, ама многу е битна, мислам како третман, ама многу е битна дозата. Не е само да се стави нели малце чисто како да добие на мирис, пошто сепак нели влегува внатре во телото и многу е битно да се дозира како што треба. Тоа го може терапевт. Од таа причина и секогаш со клиентите се прави претходно муабет за да видиме тоа сакав таа консултација што ја спомнувам, да, за да се види индивидуалните потреби на клиентот, терапевтот е тој кој решава која комбинација ќе ја користи и како правилно ќе ја дозира. Значи, она што е важно пред ароматерапијата, важно е значи една добра подготовка, еден добар разговор меѓу ароматерапевтот и клиентот, кои му се потребите и за кој вид на ароматерапија е кандидат. Одатеве во моментот и фотографии од Енерги студио, тука еве се гледа и вашиот телефонски број, тука може да се јават гледачите кои што ќе се добијат ваучерот кај вас. Ако сакате, може да ги прокоментираме ти на фотографиите, а може и да ми кажете околу ароматерапијата, односно која е разликата меѓу ароматерапија на лице и на тело и од која возраст може да се применува? Ароматерапијата се препорачува за сите возрасти. И кај деца? Посебно, да, кај деца над 2 години. Сега нормално, пак ќе кажам, со голема предпазливост и терапевт присутен што ќе дозира колку може да се стави етеричното масло. Инаку, мислам, сите сме свесни во каков брз начин на живот имаме и колку стрес сме за разлика од порано. Така што искрено јас препорачувам ароматерапија на секој еден, пошто тоа не е луксус, тоа е всушност за здравје. Потреба. Ние постојано го трошиме нашето тело и на тој начин му враќаме како окей, сега ти одмори и опушти. Еве одат фотографии, ова е предпоставувам ароматерапија на лице, така? Ова е конкретно маска, ама има секако етерични маска, да, по таа причина ја одбравме таа слика. Така. Сега споменавме неколку пати дека ароматерапијата се прави врз база на етерични масла. Значи тука се камилица, лавандата ја споменавте, жалфијата, рузмаринот, еукалиптусот. Како одредувате кое етерично масло за што ќе се користи? Така, тие се во повеќе групи. И како што кажав претходно, зависи што сакаме да постигнеме, тоа масло го ставаме. Пример, ако сакаме да постигнеме смирувачки ефект, тогаш најчесто се бира лаванда, се бира камилица, мандарина, портокал, доколку сакаме, пошто етеричните масла имаат и антисептичко, односно антибактериско дејство, доколку сакаме таков ефект да постигнеме кај одреден клиент, тогаш одиме со чајно дрво, орегано, жалфија, сите тие ги користиме тука. Инаку се зависи од клиентот, затоа и кажав. Долго се инхалира? Многу кратко. Не треба да биде премногу. Секој овој тип на етерично масло да се инхалира исто? Да, само зависи. Например, ако некој клиент има, не знам, пример астма, треба многу да се внимава, затоа што тоа може да предизвика напад. Така да сесија да прашам, тука дозирано. Напади на алергија или можеби астма, тогаш тоа се одвива во претходната консултација со терапевтот. Од таа причина терапевтот решава колку ќе дозира и како ќе дозира, односно која ќе го одбере. Така да тоа е стварно многу битно и од таа причина јас не препорачувам да се прави дома. Ако сакате ароматерапија, вистинска ароматерапија, зборувам, најдобро да се препушти тоа на терапевт, односно на професионалец кој ќе си ја врши работата во одреден простор за тоа, не во домашни услови. Да. Кои се придобивките од ароматерапијата? Зошто да се одлучат луѓето за ароматерапија?
Така, Што тоа ќе добијат сакав да покрај напоменам. таа релаксација, ете тоа убаво поминат час и пол, предпоставам, колку време трае? 70 минути. 70 минути Тоа сакав да трае напоменам третман. дека конкретно нашите ароматерапии се изведуваат или како поединечен третман, доколку сакаме да биде тоа релаксирачки со цел да го опуштиме клиентот, или се како целна терапија, односно тоа всушност повеќе третмани кога работиме на некој одреден здравствен проблем. Или јас искрено ароматерапијата препорачувам на сите, и долго време работам како терапевт и овде на страна, и можам да кажам дека ароматерапијата за мене е еден од најмилените третмани. Не само што клиентот ужива, туку и јас се опуштам и уживам, така да дефинитивно препорачувам на сите, посебно пак ја кажам со овој начин на живот што го имаме сега, со ова брзо темпо, нема никој на кој што не му е потребно. Тоа можам да го гарантирам. Да. Кажавте дека може да ја користат дечиња од 2 годишна возраст, а има ли горна граница? Нема горна граница, освен ако пак ја кажам, освен можат сите да ја користат со правилно дозирање. Ако некој има висок притисок или слично, треба да внимаваме за да не му активираме нешто, на пример, или не знам, како што кажав претходно, астма, нешто слично, не сме да се користи за да не го предизвикаме тој напад. Инаку останатото со правилна доза се може да се користи. Така. Не знам дали имаме можеби гледачи на линија, да ми помогнат колегите од режија, дали има заинтересирани гледачи кои што ќе ни се јават во студио овде во живо, да си добијат по еден ароматерапевтски третман. Мислам дека Тина еден ќе биде за лице, еден ќе биде за тело, доволно е само име и презиме и ќе ви каже Тина понатаму како и што ќе. Мислам дека ќе треба само да се јавите и да си закажете еден ваш третман. Нешто слушам, не знам дали имам гледач на линија, ќе кажам добро утро, ќе пробам. Добро утро. Нема, добро. Ако нема, еве нека ни се јават гледачите во програма, ќе си добиете ароматерапија. Сега ова сакав да прашам, Тина. Бидејќи кажавте дека работите и тука и надвор. Каква е разликата, односно колку се заинтересирани странците за ароматерапија, а каков е интересот кај нас? Дали луѓето се свесни за бенефитите, за придобивките од ароматерапијата? Така, свесни сме, ама се уште според мене не до тој степен, како што треба да бидеме. На страната е многу поразлична, сите го практикуваат, сите се свесни, кај нас уште има некоја како стега, као дека нели масажата е повеќе луксус, всушност пак ја кажам масажата е здравје. Така да има многу големи придобивки, посебно од ароматерапијата, затоа и напоменав претходно дека е според мене, мислам и за мене лично како терапевт омилен третман, од причина што освен што го смирува нервниот систем, нели болка, физичка релаксација добиваме исто така, го јачи имунолошкиот систем. И самиот клиент многу често кога ќе завршиме со ароматерапијата, клиентите потоа се леле како преродени сме. Така да тоа чувство ги држи во наредните неколку сати, сите се опуштени. Да. Како изгледа еден ароматерапевтски третман од моментот кога ќе се дојде кај вас во студио до додека да се излезе? Каква е процедурата? Дали е потребна некоја можеби подготовка претходно? Така, подготовка. Да знаат луѓето кои што би дошле кај вас. Така, нема никоја посебна подготовка. Само малце ќе ве прекинам. Тина, се извинувам бидејќи имаме гледач на линија. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро. Секој ден ви посакувам редовна гледачка Сузана. Одлично. Сузана, мило ми е што ни се јавивте. Предпоставувам дека ги оставивте вашите податоци, име и презиме, само е доволно во режија. Пред крај на разговорот, еве имаме уште 5 минутки до крај, ќе каже Тина каде да се јавите и ќе си закажете термин. Господјата добива третман за лице или за тело? Нека биде за лице. Еве, за лице, нека биде. Втората гледачка или гледач кој што ќе ни се јави, може да се јави и машко, бидејќи ароматерапијата може да биде и за мажи и за жени, нели? Може да се јави и припадник на посилниот пол, па нека биде тоа убаво изненадување за вашата понежна половина. Ако имаме уште еден гледач, ќе кажам добро утро. Нема, добро. Ако нема, бидејќи толку ни е времето, оставете име и презиме ваше во режија, ќе оставиме на контакт телефон на крај и ќе се слушнете со Тина, ќе добиете масажа за ароматерапија за тело. Сега како изгледа, значи, една процедура од почеток до крај?
Така. Тоа што кажав претходно, нема посебна подготовка, си доаѓа клиентот, а само според мене, да не кажам најбитен, односно пресуден е тој разговор измеѓу клиентот и терапевтот пред да се почне. И една доверба да се стегне. Нормално, довербата секако ќе ја стекне клиентот, ама терапевтот мора да знае со што се соочува моментално тој клиент, за да одреди како ќе, дали тоа ќе биде повеќе релаксирачки, дали тоа ќе биде повеќе со нели за одреден проблем. И исто така секогаш се одвива посебна просторија, затемната просторија, нормално, дали тоа ќе биде со свекички, се едно, тоа зависи како ќе се среди, со тивка музика во позадина, се е направено за клиентот, односно да имаме целосен ефект и да го психофизички да го опуштиме клиентот. За едно релаксирање. Сега кажавме дека доаѓате од Енерги студио. Не кажавме на почеток една лична карта за студиото, каде постои, од кога постои, каде сте лоцирани, колку време работите, кој е тимот кој што се грижи за, ќе кажам слободно, за здравието на вашите клиенти. Енерги студио се наоѓа во населба Аеродром, на улица Методија Шаторов Шаролов, може би е познато на гледачите, односно да полесно да им биде за ориентација, спроти црквата Свети Илија. Енерги студио постои 27 години. Значи многу години постои. Да, тоа е, мислам, нели нормално мора да се понуди квалитет на клиентите за да се задржат, така да можам, мислам, одговорно можам да тврдам дека од едно меѓу првите реномирани салони во нашиот град, на почетокот нормално почнале со масажи, сега веќе Енерги студио нуди многу услуги за нашите клиенти, почнувајќи од масажи, маникири, педикири, третмани на лице, третмани на тело, мадеротерапии, депилации. Така што имаме се на едно, можат клиентите да си разгледаат на нашиот Инстаграм профил, се надевам дека ги видео и сликите што одеат брзо. Да, Енерги студио според мене, ќе искористам ова прилика да поздравам собственичката Даниела. Според мене Енерги студио е пример како треба да се води еден салон, со каква љубов и посветено да се прави тоа и доверба меѓу клиентите и вработените. Веќе број тимот веќе повеќе од 10 вработени и веќе можам да кажам дека сите сме како едно мало семејство. Да, таа доверба што со годините веќе немаш однос клиент-терапевт, туку повеќе односот е како едно буквално мало семејство и се е една доверба. Да. И со оглед на тоа што постоите цели 27 години, значи тоа кажува за вашиот квалитет. Пред крај на разговорот, Тина би сакала само еден совет до сите гледачи и гледачки, значи не е ограничена ароматерапијата, може да ја користат, значи и мажи и жени, возраста значи од 2 години дечиња па се до нема ограничување до старосна граница. Еден совет за сите кои што не гледаат, кои се сепак придобивките за здравието на сите нас. Така. Мој совет да се закажат, да се дојдат на една ароматерапија, за да си го видат благодетот, односно да почувствуваат колку леснително ќе им биде после. И за тоа што кажав, и за стресот, ама и општо нивното тело ќе им биде благодарно за целиот тој третман. Така. Добро, благодарам за разговорот. Ви посакувам уште многу успешна работа. Имате уште 3 години до вашиот 30 годишен јубилеј. Јас се надевам дека ќе се видиме повторно, нема да чекаме година и пол како што се немаме видено од нашиот претходен разговор, ама зборувавме за една сосема друга тема. Благодарам многу. Не знам, Слободанка, дали можеби имаш некое дополнително прашање околу ароматерапијата? Имам јас многу прашања, меѓутоа нема да должам многу, затоа што времето ни е ограничено. Со оглед на тоа дека, како што кажавме, јас сум била дел од Енерги студио со вашите масажи, колку е тоа дискретно, колку е тоа убаво и колку опушта самата атмосфера и во самото студио, и како што кажавте и вие сите вработени таму, колку сте пријатни со убава и позитивна енергија, за да некој вака те допред, дојде до тебе, треба да ја поседува таа енергија, поготово во едно вакво студио како вашето и кога се работи со ароматерапијата. Дали сум во право? Да. Благодарам за насмејани убави лица, токму како и твоето ова утро. И добре дојдени ни се вакви совети, затоа што на сите ни е потребно во ова стресно време во кое што живееме, а како што кажав, останете малку после емисијата, имам некои дополнителни прашања за вас, затоа што ние покрај ароматерапијата треба и да се користиме и некои други ваши таму услуги кои што ги имате со годинките. Ви благодарам уште еднаш.